играта Мартин Николовски е подготвен. Да видиме дали ти имаш среќа со Мартин, ајде. Па јас обично имам среќа со Мартин. Еве го. Онлайн играта Навигатор ги едуцира и наградува младите. Како тоа ги едуцира и ги наградува младите? А зборуваме за онлайн игра. Или треба да ги тргнеме од онлайн уредите, од паметните телефони и уреди. Кој е позитивниот ефект од оваа игра? Повели Мартин. Благодарам Јова на најавата, токму така како тоа една игра може да ги едуцира младите. Утрово разговараме со нашиот соговорник Валјон Салиху, представник од Europe House од Скопје. Валјон, добре дојдовте во Македонија наутро. Неодамна ја промовиравте онлайн играта Навигатор. Што представува Навигатор? Најпрвен добро утро до вас и до вашите гледачи. Пред 7 дена, пред недела дена на 10 декември или потосно на Меѓународниот ден на човековите права, Europe House заедно со делегацијата на Европската Унија, Обединетите нации, Министерството за образование промовира онлайн платформа или игра која што се вика Навигатор. Идејата на играта е да едуцира, како што спомнате, меѓутоа истовремено и да забавува. Позади мене го гледате на аватарот Нави, кој што кога влагате во играта ве носи низ 9 планети и секоја планета означува некакво си човеково право. И секој учесник или секој што ќе игра играта, кога влага има прашања поврзани со овие теми, кога влага во играта и како што ја игра играта, така ги учи своите права поврзани со различни теми. Идејата на оваа платформа, како што спомна, беше да едуцираме, истовремено да наградуваме. Инаку за недела дена од сега, на 25 ќе биде и извлекувањето на добитниците од наградната игра која што произлегува од оваа платформа. Инаку да напоменам дека идејата е пусната од многу поодамна, кога развивавме стратегија за ова година. Сакавме денот на Меѓународниот ден на човековите права да го означуваме некако поразлично и дојдовме до идеја да развиваме игрица или платформа која што, освен што ќе го означи денот и ќе ги едуцира претежно младите во нашата држава. Инаку процедурата течеше некаде околу 5 месеци од идеја до самиот продукт на крај и платформата е развиена со помош на Сдруженијето на млади правници на Македонија и Сдруженијето за развивање на игрици Галактик Омнивор. Рековте дека наредната недела завршува фактички играта, но споменавте дека ќе има и наградување. Кажете ми, кои се правилата за учество, кој се може да учествува во оваа игра и кои се наградите? Да, значи, моментот со наградата беше повеќе символична, чисто онака да дадеме некој инсентив на луѓето да ги привлекува повеќе играта. Нема некои посебни услови, се што треба е да бидеш граѓанин на нашата држава и да сакаш да играш играта и да те интересираат човековите права или темите поврзани со човековите права. Тоа, играта е многу едноставна. Кога влагаш во игрицата, веќе ги имаш условите кои што на почеток треба да ги прифатиш и секоја прашање ти носи по некаде 5 поени. Идејата е на крај да освоиш најмалце 60 поени. Моментот кога освојуваш 60 поени, автоматски влагаш во игра за главната награда, а таа е ваучер од 60.000 денари кој што ќе може добитникот да го користи во некој од компаниите кои што се занимаваат со технологија, IT опрема и така натаму, а другите награди се символични награди кои што се спремни од државите или поточно амбасадите од земјите членки на Европската Унија. Така да моментот со наградите е повеќе символичен, а повеќе сакавме да даеме на значење на самата игра. Инаку играта трае уште недела дена од сега. Секој заинтересиран кој што сака да учи повеќе и да може би добие некоја награда, се што треба да направи е да влезе во сајтот на Europe House или поточно може директно во линкот navigator.euhouse.mk
таму ќе им се отвори играта и може да игра од било каква платформа и било каков телефон. Валјон, вие секојдневно работите со млади лица, колку младите ги познаваат своите права, односно колку ги знаат човековите права? Биде, претежно ние имаме секаков вид на настани во Europe House. Патем и мотото на Europe House е The Place of the New Generation, или местото новата генерација. Развиваме разноразни настани и проекти, кај што претежно се инволвираат младите. Лично ја имам добро чувство или добар фидбек од тоа што го гледам од младите, не само за човековите права, туку имаме доста млади, доста активни млади, доста прогресивни млади кои што сакат да развиват идеи, кои што имаат волја за да растат во кариера и така натаму. Така да мислам дека имаме добар потенцијал во младите. Мрежата на Europe House само лани имаше некаде околу 900 настани низ целата мрежа, значи 7 Europe Houses. И искрено мене ме радува тој факт, пошто не само во Скопје, туку допираме и до младите од Крива Паланка до Струга, Велес, Битола, Тетово и така натаму. Така да мислам дека имаме добри иницијативи и секако дека секојдневно поддржуваме и нови. Вратите на Europe House се секогаш отворени за младите и ги поттикнувам не само да учат за човекови права, туку да преземат иницијативи и да им било каква поддршка да им треба, како на локално, така и на повисоко ниво. Тука сме, отворени се вратите, во било кој Europe House може да ни се опати. Валјон, за крај на нашиот разговор, какви активности спроведуваат европските куќи во моментов и кои се следни активности за 2025 година? Активностите се претежно со млади. Темите се разноразни, кај што спомнав, од локални проблеми до животна средина, развивање на кариери, книжевност, јазик и така натаму. Имаме разноразни настани. Како што спомнав, само лани имавме некаде 3 настани на ден, така доаѓа. И претежно настаните не се поврзуваат со овие теми. Веќе развиваме стратегија за следната година и освен што ќе ги опфатиме главните теми како што се денот на човековите права, денот на правата на жените, 8 март и така натаму, секако дека ќе развиваме и разноразни други теми. Оваа година имавме многу добри настани, почнувајќи од обележувањето на Денот на Европа, кој што го организиравме со студенти, и концертот и целиот настан беше во просториите на УКИМ. Имавме архитектонски конкурс кај што ги промовиравме младите архитекти. Што друго имавме? Соработка со Скомраги фестивалот на драмски и така натаму. Значи разноразни проекти од, како што кажав, животна средина до развивање на кариера и така натаму. Така да уште еднаш ќе потенцирам дека отворени сме за соработка. Ние имаме наша стратегија, меѓутоа често доаѓаат млади со нивни идеи и од цивилен сектор до институции и така натаму, и срекни сме со што веќе не препознаваат и знаат дека имаат место кај што. Благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Ние заедно со моите колеги Јована и Бранко по завршувањето на емисијата ќе ги провериме нашите знаења на навигатор, а наредна недела ќе знаеме и кои се добитници на награди. Разговаравме со Валјон Салиху, представник на Europe House, а нашето гостување беше посветено на онлайн играта Навигатор. Студио? Благодариме, Мартин, и ќе провериме, да, точно 9 часот време.